Квинтесенција со Ацо Станковски. Да полетаме сега од нашата мала средина, од нашата скучена средина, која беше стуткана као сарма од страна на чадорот и неговите гадови, да полетаме малце кон големите пространства и да видиме што всушност се случува на планетава, затоа што многу турбулентни работи почнаа да се случуваат и нештата се како на филмска лента, значи се редат со невидена силина и брзина и на некој начин просто ги компрометираат сите наши предизвици во смисол на прогнози, во смисол на пророштва. Многу луѓе што сакаат да пророкуваат се фатиле себе како магариње, како глупави магариње, затоа што тешко е да се пророкува. Може би еднаш, два пати ќе ви успее, но никогаш не може да се пророкува. Но има научни системи, разни сондажни агенции кои тоа може да го направат и го прават. И тоа доста професионално, што гледаме по исходот на изборите, например Павел Шатев или Димитрија Чуповски, тие агенции покажаа стварно солидни резултати, да не зборам за странските како Брима Галуп или такви некои што веќе имаат огромно искуство во смисол на сондажа. Но исто така има и смешни предвидувања, како оние на СДСМ, да речеме, на Ѓорѓи Спасов и некои други, се на Курир се појави, кај што се покажува една ирационална ситуација која едноставно не кореспондира со реалноста. Но во име на пропаганда тоа се случува, кога може да се случува во Соединетите Американски држави, зашто не би се случувало тоа на Балканот или во нашата мала Република Македонија. Например, една од тие ствари што навистина ме предизвика да размислувам е неверојатната дисјунктивност и несинхронизираност на сондажните агенции кои се појавија по повод претседателските избори во Соединетите Американски држави. Тие што се појавуваат на телевизиите обично се правени од самите телевизии, од некои стручни екипи кои доваѓаат и според некои системи не така значајни сондираат, го опипуваат пулсот на јавното мнение. Но тие полови, да ги наречам, или тие сондажи одеа навистина во една голема дискрапанца. Од една страна, тој што беше на NBC покажуваше 12% разлика за господјата Хилари Клинтон, се зборам за допред една недела. Другите покажуваа 8%, 9%, CNN покажуваше некои 7% разлика, но мене сето тоа ми беше сомнително затоа што очевидците и луѓето што живеат во Америка и што доваѓаат тука велат дека атмосферата е навистина про-Трамп, дека народот и покрај овие гушења на големите корпорации медиумски всушност е многу повеќе наклонет кон Трамп, иако и самиот Трамп е чуден карактер, нели, тој е жовијален, но не е карактер кој го можете да го фиксирате, може секогаш да изненади, прилично импулсивен и темпераментен, така да тешко е да се следи неговата патека, нели, на тие листи на поддржаност од страна на електоратот, но во секој случај би можеле да кажеме дека после најновите собитија кои се случија пред недела дена, поточно во петокот кога FBI, тоест директорот Comey ги објави овие гласини, тоест одлуките на врхушката на FBI, која трпеше огромна критика во сите овие месеци поради нејзината попустливост кон Хилари Клинтон. И одеднаш сега, всушност врз база веројатно на новите имејли кои ги објави Wikileaks, повторно ја реактивира, значи, истрагата за Хилари Клинтон, што почна негативно да делува на нејзината кампања, иако оно што го вика tightening
на самата дискрапанца помеѓу Хилари и Доналд Трамп веќе во петокот тие беа смалени уште пред FBI да го објави своето решение дека ќе реактивира истрагата околу мејловите на Клинтонова. Сепак, значи, веќе пред тоа имаше една нагорна тенденција на Доналд Трамп, а сега со овој најнов развој на настаните ќе тоа уште повеќе ќе се нивелира. Верувам дека на некои пулови веќе Трамп води, значи води сигурно со некоја значајна предност, кога, да речеме, се изедначени на полот на CNN. Предпоставувам дека сите тие корпорации се врзани со елитата во Вашингтон DC и која е многу вознемирана. Тоа го видовме во текот на кампањата, затоа што и многу видни републиканци кои се дел од вашингтонската елита, нели, од политичката владеачка елита во Америка, се ставија на страна Хилари, а тоа значи дека тие се сите организирани околу некои пунктови на интерес. Би рекол дека тоа е пред се војно-индустрискиот комплекс, потоа тајните служби и веројатно во тој круг, нели, плюс Wall Street, нели, крупниот капитал, во тој триангл се водат тие чудни игри. Додека Доналд Трамп е човек кој е независен од тие аспекти, иако припаѓа секако на американската плутократија, но не е врзан со политиката и неговиот бизнис е воспоставен на либерални нивоа, иако секој крупен бизнис е врзан со политиката на некој начин, меѓутоа не така силно и така, би рекол, лудачки како што се овие луѓе, нели. Например, тоа се све некои фамилии кои владееле со Америка во последниве, па би рекол дури 70-80 години, например, како фамилијата Буш, например, каде што уште нивниот прадедо, Прескот Буш, бил еден од финансиерите, нели, на Третиот рајх. Значи, бил директор, executive director на така наречената Standard Oil, која била во собственост на Рокефелер, и тие биле едни од поголемите инвеститори во нацистичка Германија. Така да, на некој начин, инвестирајќи во IG Farben, холандско-германска фирма, која произведувала разни хемиски препарати, го имаат и произведено гасот Циклон Б, кој служеше како гас со кој ги труеа евреите и другите, нели, логораши во тие кампови на смртта, како што беа Дахау, Треблинка или Аушвиц. Од друга страна, па Клинтонови ги 30 години се на сцена. Секако тоа не се decision makersi. Decision makersi се самите илуминати, владата во сенка, кои никој не ги гледа. Можда и Трамп има дил со нив, не знаеме. Може би се работи за обид да се скрене политиката на Америка во друг правец, затоа што неолибералистиве веќе испаднаа папаци и не можат да испорачаат ништо битно. Ја губат моќите и позициите во светот. Нивната политика е конфликтна и не носи ништо добро и за американските граѓани, но и за капиталот во Америка. Иако, нели, сега ситуацијата 1% богати, 99% падна од нивото на средна класа, идат кон нижа средна класа, а за сиромаштијата и да не збориме, се проценува на преку 50 милиони копуци, нели, клошари во Америка. Луѓе кои едва крпат крај со крај. Во секој случај, баш поради тие причини, веројатно самиот Трамп веќе има некои позиции меѓу народот. Исто така, на неговите средби со народот, на неговите рали, се појавуваат многу повеќе луѓе отколку на митинзите на Хилари, например, по 3, 4, 5 пати, некојаш и по 10 пати повеќе луѓе. Што значи дека тоа е едно спонтано движење кое е покренато од самата база, која бара неопходни промени. Затоа што ова што се случи со Америка, која беше една од најбогатите земји во светот, а сега е страутно задолжена и продуцира страутна сиромаштија. Високата средна класа падна на ниво на ниска средна класа, средната класа и ниската средна класа
едноставно станаа сиромашни. Посебно после 2008 година, но и пред тоа, затоа што веројатно Америка имаше огромни губитоци на средства при тој свој поход на создавање на една светска хегемонија која навистина чини многу. Сите тие подмитнувања, сите тие корупции, тоа страшно чини и исто така начинот на кој тоа се правеше, значи се богатеше една каста, додека другите едноставно паѓаа на подот и се губеа во ништожноста на бедата и сиромаштијата. Ете сега така стојат работите, мејловите што Коми ги објави како директор на ЦИА, сега против него има страотна кампања од страна на демократите. Но тоа е веќе направено, значи коцката е фрлена, што би рекол Јулиј Цезар пред да го помине Рубикон, и сега нештата се крајно искомплицирани за демократите и за Хилари. Дека Трамп ликува, во петокот тој кажа дека ова му е еден од најсрекните денови во животот. Тој едноставно се врати во трката. Квинтесенција со Ацо Станковски.